мој соговорник во вториот дел од емисијата, Јован Деспотовски, директор на Технолошко-индустријско развојните зони. Деспотовски, добре дојдовте во Блумберг Адрија. Благодарам за поканата. За почеток, според последните податоци, извозот од ТИР заклучно со октомври годинава изнесува 3,1 милиарди евра. Има раст во однос на претходната година, додека пак увозот речиси си на исто ниво. Може ли да објасниме на што се должат овие податоци? Добар дел од компаниите кои што вложија во проширување и технолошко напредување на своите капацитети, првите ефекти веќе ги гледаме со самиот факт што имаме значително подобар квалитет, така да кажам, на економската активност, бидејќи нето извозот во првите 10 месеци од оваа година надмина 20%. Така што повторно кажам, додадената вредност што се креира во рамки на компаниите во зоните е доста поголема, да кажем, од просекот што го имавме во изминативе неколку години, каде што нето извозот се движеше некаде од едноцифрено до најмногу 12 до 13%, така што, повторно кажам, нов квалитет во работењето оваа година, тоа што имаме значително поголем нето извоз, односно поголем дел од таа додадена вредност останува во државата. Гледаме раст во однос на сумата, но каков е растот во однос на волуменот кај извозот, кои се податоците? Расте вредноста секако, волуменот, односно ако зборуваме количински, податоците во изминативе, да кажеме, неколку години се горе-доле стабилни, има некаков разбор, меѓутоа секако е динамиката е секако многу пониска од динамиката на вредноста. Така што ќе споменам дека минатата година стигнавме некаде до 3,7 милиарди, оваа година очекувам дека ќе дојдеме близу до 4 милиарди, така што повторно кажам, придонесува секако фактот дека во изминативе неколку години имавме доста интензивна инвестициска активност, само ќе споменам дека годинава би требало некаде да заокружиме со близу половина милиарда евра, односно вкупниот обем на нови инвестициски договори само во зоните во изминативе 3 години сега ќе надмине 1 милиарда евра, така што повторно кажам, ефектите не само врз извозот, туку и врз вработувањето веќе се видели некој временски период. Да, ке зборуваме и за делот на инвестициите малку подоцна и подетално, но кои се очекувањата за следниот период во делот на извозот со оглед на сите предизвици со кои што се соочуваат економиите? Добро, внимателно ги следиме секако економските параметри на нашите најголеми трговски партнери, пред се на Германија. Значи, се забележува, да кажеме, одредено забавување делумно на динамиката на соработка со овој партнер, бидејќи очигледни се предизвиците кои што ги има германската економија. И тоа повторно ќе кажам, фактот дека добар дел од капацитетите кои што или се прошири, односно вложија во нови технологии, или од новите капацитети кои што се отварат, а притоа не се зависни од автомобилската индустрија, дава основа да бидеме оптимисти дека следната година овој тренд на пораст ќе продолжи понатаму. Она што мене ме радува, да кажем, е фактот дека останатите параметри пред се уплатите во државниот буџет, повторно ќе ги споменам, бројот на работните места кажува дека трендовите кои што ги имавме пред ова последен циклус или последна фаза на кризата се задржуваат и продолжуваат и понатаму. Со оглед дека веќе споминавте и Германија која е во рецесија, најголем дел од извозот се пласира токму таму. Прашањето кое што се отвара е како да се диверзифицира македонскиот извоз. Она што да кажеме ќе го споменам примерот на технолошко-индустријските развојни зони. Лекцијата мислам дека се научивме многу добро со пандемијата. Значи, ако во тој момент во 2020 година имавме реално сценарио во кое што преголемата изложеност на една дејност, а тоа беше автомобилската индустрија, само ќе потсетам дека до пред година дена од вкупниот обем на економска активност во зоните 95% отпаѓа на автомобилската индустрија. Мислам дека уште пред 3 години многу јасно ни беше предочено дека тоа мора се менува, така што вложивме напори да диверзифицираме, така што ја ќе споменам дека во моментот двата најголеми гринфилд инвеститори, не само во зоните, него и генерално во државата, се дејности кои што не се поврзани со автомобилската индустрија, барем не доминантно. Значи, едната е компанија активна во делот на фармацијата и другата компанија активна во делот на електрониката, така што јас верувам дека продолжувањето, да кажеме, на овие активности и обезбедувањето на нови инвеститори кои што ќе видат се освен автомобилска индустрија, сега ќе придонесе да овие ризици
нели се нивелираат во следниот период. Да, токму тоа би беше и прашањето како да се диверзифицира и самиот извоз, самото учество на компаниите кои што се внатре во зоните, со оглед дека и вие споменавте автомобилската индустрија е клучна, која пак гледаме дека тешко се враќа на нивоата пред пандемиите. Колку е тешко, односно лесно да се привлечат компании од други дејности? Споменавте дека веќе има две, меѓутоа колку понатаму треба да се работи за да се направи диверзификација на тој дел од зоните? Па еве, да кажеме дека работиме активно, не само на нови дејности, туку и на нови пазари. Пред неколку дена имавме презентација пред повеќе од 50 на компании од далечниот исток, односно Јапонија, кои што исто така беа од различен тип на дејности. Јас можам да споменам дека во наредните неколку денови или 10 дена ќе презентираме на целосно нова инвестиција со која што дирекцијата влегува, односно слободните економски зони влегуваат во еден сосема нов сегмент, тоа е сегментот на услуги. Така што овие две компании што ги споменав не се единствените што се надвор од автомобилската, туку се патем речено и најголемите инвеститори кои што ги имаме во моментот, така што јас не велам дека вратите ни се затворени за компании кои што функционираат во автомобилската индустрија, меѓутоа повторно кажам, преку два успешни примери кои што сме успеале да ги реализираме во изминативе неколку години, градиме приказна за понатаму. Така што еве германскиот Гересхаймер, кој што е дел од фармацевтската индустрија, ни помага да стигнеме во контакт или да овозможиме и наша презентација, да стигне гласот, да кажеме, за Македонија како инвестициска дестинација и до останати компании, да кажеме, во тој фармацевтски сектор, така што активностите ќе продолжат и понатаму во тој дел. Домашните компании повторно апелираат дека се чувствуваат дискриминирани во сопствената држава, особено во делот на зоните. Зошто е тоа така и како да се смени таа перцепција? Па не е тоа перцепција, тоа е реалност. Јас ќе видам малце критичен тука и кон останатите институции, ќе кажам дека за жал имаме ситуација во која што една-две институции се обидуваат да истуркаат сериозна реформа, тоа е ова практично изедначување на домашните со странските компании, при тоа системот е малку бавен и овдека ова кога збораме, веројатно не е ништо ново и за вашите гледачи кои што доаѓаат од другите држави што се од Западниот Балкан. Меѓутоа ние остануваме упорни, дури изготвивме законски измени во кои што прецизно е наведено што е тоа што постои како можност за самите домашни компании. Тоа е исто така уште еден елемент во делот на диверзификацијата, бидејќи ајде да кажеме два договори кои што ги постигнавме со две големи домашни компании, од кои што очекувам барем едната многу брзо да стане наш корисник, се од дејности што не се поврзани со автомобилската индустрија. Така што овозможувањето на пристап на големи домашни компании во слободните економски зони ќе придонесе исто така значајно во сегментот на диверзификација. Така што јас можам само да кажам дека домашната економија има партнер во дирекцијата, така и ќе настојуваме тоа партнерство да го правдаме. И Кусо, за крај, колкав ниво на инвестиции има годинава во зоните и колку се очекува за следната само Кусо? Јас очекувам дека до крајот на годината ќе стигнеме, имаме, споменав, еден договор кој што брзо ќе го објавиме во сегментот на услуги, така што јас очекувам дека со сето она што го постигнавме досега, ќе потсетам само дека на минатата пролет, односно оваа пролет го потпишавме најголемиот Green Deal инвестициска сделка за државата до самостојувањето. Годинава очекувам да стигнеме близу половина милијарда евра, наредната година изборна година, меѓутоа нормално ние не застануваме, така што очекувам дека со дел од новите иницијативи кои што во моментот се подготвуваат и се случуваат, дека ќе имам исто така успешна година во овој сегмент. Јован Деспотовски, благодарам што зборувавте за Bloomberg Adria. Благодарам на поканата.